Неколку добри работи му се случија на Осогово на дуелот против Кит Го од Пешчево кој се одигра на стадионот Никола Мантов во Кочани. Прво Осоговци прикажаа фудбал на второлигашко рамниште и потврдија дека можат рамноправно да се носат со секоја третолигашка екипа. Второ, ефикасноста е во нагорна линија, што е многу значајно за втората половина од пролетниот дел на првенството. Трето, нанижени се 7 последователни победи, што значи дека екипата пролетва не знае за пораз. Четврто, публиката во голем број се враќа на трибините и представува 12 играч на екипата. На сето тоа треба да се надобрзат и придобивките на табелата, каде Осогово се изедначи по бројот на освоени бодови со Плачковица и барем засега цврсто ја држи третата позиција. Реално може да се очекува серијата да продолжи и против Малеш во гости и Здравје Радово на свој терен. Потоа следуваат две колони играње за жолтосините кои ги диктира распоредот против Конче Бирлик и Баби кои се откажаа од првенството. И токму тука ќе се види каков расплет ќе направат директните конкуренти за третата позиција и од која место на табелата ќе влезе во финишот на првенството Кочанскиот третолигаш. Слога 1934 и во 23-то коло е пред тежок испит, бидејќи во Виница гостува второпласираната Плачковица. Бодовите им се потребни на двете екипи, па иако гостите се фаворити, виничани сепак се надеваат на изненадување и освојување на 3 бода за задржување на шансите за опстанок. Дербито на ово коло се игра во Македонска Каменица, каде Каменица сасе го пречекува Овчеполе. Бодовите им се потребни на двете екипи и затоа може да се очекува докрај неизвесен надпревар кој резултатски може да биде битен за врвот на табелата и да одлучува и за тоа како и на која позиција ќе се пласира Осогово.